тип престојуваа 31 надпреварувач, настапија 30 во 6 познати класи. Реков веќе, ова е четврта трка, воедно и предпоследно од ова првенство и токму поради тоа е уште поинтересна се разбира за борбата на возачите во директните дуели за што подобар пласман на крајот од првенството. Самата патека изобилува со доста правци, што не дозволува создавање на големи предности меѓу возачите, значи нема големи разлики и поголемата изедначеност воедно ветува и големи возбудувања на патеката, значи интересна трка. Ги проследив на инсертите од боксовите, ги следиме моментално и последните подготовки на надпреварувачите, како и на техничките организатори за старт на трката и токму Зоран Рошев, надпреварувач во 6-та класа, прв го започнува надпреварот со возилото BMW во класата 6, значи класа на автомобили со зафатнена на моторот над 2000 кубни сантиметри група N и група А. На оваа трка немаше спаринг партнер, Славчо Георгиев со возилото Toyota Celica не се појави на патеката, значи Зоран Рошев сам, воедно нели и прв. Прашање е колку оваа класа вака како што е сега има свој смисол во ова првенство, дали ќе се вози и до година, бидејќи знаеме минимумот од 4 возила кога не е задоволен во една класа, таа класа не се бодува, автоматски возачите и немаат стимул за самите надпревари. Преминуваме на 5-та класа, класа на автомобили со зафатнена на моторот до 2000 кубни сантиметри. Прв во денешната трка ја имаше и најдобрата стартна позиција Илија Малинковски со возилото Opel Astra GSI 16 вентили на овој мотор. Беше најбрз, реков, и на тренингот и на денешната трка, убедливо во сите класи земено. Илија Малинковски со 75 бодови во генерален класман, значи на постојните 55, со денешната победа придодава нови 20 и прави веќе голема разлика пред останатите водачи и се наоѓа на само чекор до освојување на шампионската титула во оваа класа за оваа година. Инаку токму во оваа класа изедначеноста е најголема, сите автомобили поседуваат речиси идентични перформанси, околу 180 конски сили и се разбира во такви изедначени услови умешноста е таа која пресудува кој возач ќе биде подобро пласиран. На втората позиција Александар Вуле Димушевски со возилото Рено Клио Вилијамс. Моментално е втор во генералниот пласман, има значи една победа во Крушево, 2/3 места на Галичица и на Пониква. На тренингот имаше трето време, беше во иста секунда со Витомир Блажевски, но своето време го подобри за цели 4 секунди во однос на тренингот, значи на денешната трка побрз. 2 секунди надополни од предноста на Малинковски кој имаше на тренингот. Оние две, поради ситни проблеми со менувачот, останаа недостижни. Сепак, Димушевски е во конкуренција за висок пласман, реков тој е втор во генералниот пласман. Дали може да стигне до шампионската титула, преостанува до крајот само уште една трка. Изгледите се многу мали, затоа што би требало да освои максимални речиси бодови без неговиот конкурент Илија Малинковски да има пласман. Остануваше да го проследиме минувањето на Димушевски на целната рамнина, а трет со стартен број 96 Витомир Блажевски со возилото Golf GTI. На првата трка во Крушево не стартуваше, веќе на следната на Галичица освои 4-то место. Минатата трка во Кочани ја заврши како втор. Овдека повторно на 3-то место
слично како и на тренингот, Блажевски повторно во иста секунда со Димушевски, овој пат само Димушевски е пред него. Нивната разлика е некаде околу 1/10. Минатиот пат, значи, Блажевски беше за некоја слична разлика поуспешен од Димушевски, овој пат ситуацијата е обратна. Витомир Блажевски подобар од трка во трка. Не стартуваше на првата трка, бидејќи неговото возило се уште не беше подготвено на почетокот на сезоната, меѓутоа минатогодишниот шампион во класата 3, носителот на 3 златни кациги во изминатите 3 првенства, значи на златна кацига поради освоени 3 последователни првенства, и понатаму би се можело да се рече во врвот на македонскиот автоспорт. Милорад Евтимовски со Рено Клио од Херц Македонија на 4-та позиција на денешната трка. Во борба е со Блажевски за задржување на 3-то место во генералниот класман. Тој има 38 бодови, додека Блажевски има 37, а во оваа конкуренција настапуваше, да се потсетиме, и вториот носител на златна кацига, Владко Делев, кој е на принуден одмор, би можело да се рече, поради проблеми со менувачот на неговиот автомобил, кој се уште не е саниран. Во 4-та класа убедливо прво место на Сашо Андреевски од Херц Македонија. Во хоби класата Сашо Андреевски недостижен на последниве 3 трки. Значи 3 први места, на првата не стартуваше во Крушево. На тренингот ги остави зад себе конкурентите по 20 секунди, додека на трката нешто помалку, некаде 17 секунди. Во оваа класа математиката одлучува кој ќе ја понесе шампионската титула, именно поради нестартувањето на Андреевски на Крушево. Тој сега има 60 бодови во генералниот класман, додека моментално водечкиот Христаки Давидковски има 62 бода во генералниот класман, и значи последната трка наводно за 30 на дена ќе одлучи кој ќе биде прв во оваа конкуренција. Значи оној кој ќе биде понапред, макар и за една позиција, ќе се закити со најсејното одличие. На второто место денеска Крсто Трајковски, член на друштвото Драгоман. Имаше малерозна сезона, би можело да се рече. На првата трка во Крушево не му беше дозволено да стартува. На втората имаше проблеми со автомобилот на Величица, заврши како 6-ти. На третата, поради неспортско однесување за случајот во Крушево, казнат со еден надпревар ненастапување, и овдека конечно го послужува среќата, го освојува второто место. Значи највисок класман во оваа сезона, во оваа 4-та, така наречена хоби класа за автомобили со зафатење на моторот до 1600 кубни сантиметри. Христаки Давидковски, кога предмалку го спомнав, е моментално водечкиот во генерален класман, денеска на трката трет. Имаше и тој проблеми со својот автомобил, именно на личните тренинзи, предходните денови неговиот мотор настрада, така да на денешната трка и на вчерашните тренинзи, како што и самиот посочи, возеше со, така кажено, закрпен мотор. Меѓутоа, сепак останува во битка за шампионската титула. Доволно е, значи, само да биде едно место пред својот најголем конкурент Сашо Андреевски на трката наводно, за да се закити конечно со ова одличие во неговата богата и успешна спортска кариера и како автомобилист и како каратист. Во оваа класа, значи класа 4, стартува
уште и Орхан Амет, член на автомотодружството Автомобилист, Зоран Марковски, член на автомотодружството Хемпромет, кој е трет во генерален пласман со 32 бодови, како и Аце Тасевски, кој допатува, меѓутоа тој е оној еден надпреварувач кој поради дефектот со возилото не можеше да настапи ниту на тренингот, ниту на трката, и со тоа го исцрпивме списокот на надпреварувачи во четвртата класа. Веќе го следиме возењето на Георги Пожаренков во класата 3, автомобили со зафатење на моторот до 1300 кубни сантиметри, група А. Пожаренко во проби штип повторно би можело да се рече пали и жари, иако вози со тежина 105 килограми поголема од она со која ја започна годинешната сезона. Сепак се покажува дека тоа не е доволна пречка за него за да победи на денешната трка, и тоа со 5 секунди предност пред останатите. Значи, моќен автомобил, исто така Пожаренков добар возач, што едноставно асоцира на успех на денешната трка. При самиот крај на денешната трка имаше проблеми со хубата, меѓутоа и тоа не представуваше пречка за да се стигне до првата позиција. Второ пласиран Огњан Мицев, член на автомотодружството Автомобилис со стартен број 64, вози автомобил Југо. Значи, ова е група 1300, група А. На првата трка во Крушево, трети, на Галичица прв и официјално. Минатата трка во Кочани триумфираше, исто така, нови 20 бода за него. А овдека заостануваше и на тренингот, и на трката по 4 до 5 секунди зад Пожаренков, меѓутоа може да биде среќен и со овие 15 бодови, бидејќи и останатите 20 надпреварувачи се во иста секунда со него, а овие 15 бодови на Мицев му обезбедуваат речиси сигурен дофат до шампионската титула. Има 15 бодови предност пред третиот Пожаренко, односно 12 бодови пред третиот Здравко Нинковски, што е речиси недостижно во нормални услови, кога сите би завршиле трката, бидејќи во оваа класа има само 6 надпреварувачи и не може да се создаде толкова бодовна разлика на една трка, освен доколку некој се откаже. Томче Стојанов, член на Хемпромет од Скопје, конечно меѓу првите тројца, до сега стандардно добар, меѓутоа само еднаш над четвртата позиција, а четврти за прв пат во годинешната сезона Здравко Нинковски. На претходните 3 трки беше на второ место. Го подобри своето време од тренингот одржан вчера за цели 3 секунди, но иако на тренингот беше втор, трката сепак ја заврши како четврти. Реков, надпреварувачите од второ до четврто место сите во 1 секунда. Огњан Мицев има 2.53.056, Томче Стојанов 2.53.364, а Здравко Нинковски 2.54.217, значи минимални разлики во оваа класа, голема изедначеност. А веројатно борбата за второто место во оваа класа ќе биде многу жестока меѓу Нинковски и Пожаренков, бидејќи разликата меѓу нив е само 3 бодови. Во оваа класа уште стартуваа Тодор Исаиловски, петти, значи член на Академски, и Марко Кажич, шести од Новус Хелак. И гледаме Здравко Нинковски и Георги Пожаренков во краток разговор после извозената трка, а на стартната рамнина за старт се подготви и веќе тргна на патеката Мојсија Милосавлевски. Тој е единствено од надпреварувачите кој една трка пред крајот веќе обезбеди шампионската титула во неговата класа, во негова конкуренција, со возилото Peugeot 106, убедливо најдобар во годинешнава сезона.
3 први места, 60 бодови во досегашните 3 трки. Конкурентите зад него заостануваат повеќе од 20 бода, значи би можело да се рече дека овдека не станува веќе збор за некакво можно изненадување, за некаков пресврт на последната трка наводно. Членот на автомотодржеството Мак Петрол, кој настапува под псевдонимот Джордан, втор и на денешната трка, имаше пех на Галичица. Претходно во Крушево ја водеше онаа трка каде што поради незадоволен минимум возачите не беа будувани за својот пласман. Значи на последните 2 трки, 2 втори места, 2 пати по 15 бодови, вкупно 30 бодови, што е доволно за трето место во моменталниот генерален пласман. Вчера на тренингот имаше најслабо време, 3 минути 12 секунди, 670 илјадити делови од секундата. Тоа време денеска го подобри, значи за цели 19 секунди. Се прикажа во најдобро светло и нормално патот до второто место му беше отворен. Антонио Скендеровски, кој денешната трка ја заврши како трет, исто така со возилото Suzuki Swift. Втор на Галичица, трет во Кочани. На тренингот вчера убедливо најбрз, во иста секунда со Мојсей Милосавлевски. Беше побрз за 30 од секундата. Тој на оваа трка стартуваше со нов мотор. Меѓутоа, резултатите беа добри на тренингот. На трката новиот мотор на еднашка на 2 пати за момент ја откажуваше послушноста, што беше доволно за 2 секунди за останување зад вториот и 4 секунди за останување зад првиот. Меѓутоа, сепак, во извонредно возење, Антонио Скендеровски стигнува до третото место. На четвртата позиција, Славчо Тамбурковски, член на автомотодржството Машинец, во конкуренција на овие возила, за сега нема забележано подобар пласман. Најжестока борба вообичаено се бие во првата класа, каде што конкуренцијата е најголема. Можеби едно мало изненадување на денешната трка, победник Виктор Арсов, член на АСК Скопје, не стартуваше во Крушево. На втората трка на Галичица беше втор, 15 бода, во Кочани казнет поради неспортското однесување во Крушево. Овдека прв, значи на 2 трки во годинешната сезона, едно прво и едно второ место. Виктор Арсов може само да жали што годинава не возеше комплетниот број на трки. Меѓутоа, сепак во борбата за висок пласман останува уште една трка наводно. Доколку таму успее да ги декласира своите противници, би можел да напредува, инаку моментално има 35 бодови и 5-то место во генералниот пласман. Меѓутоа, разликата помеѓу третиот и би можел да се рече и седмиот во генерален пласман е само 7 бода, значи дури 5 возачи, 5 надпреварувачи се во конкуренција за тоа трето место, додека за првото и за второто место конкуренцијата е веќе поизоштрена. Имаат надпреварувачите и поголема предност. Виктор Арсов со денешната победа
Не може да им ги помрси сметките на водечките, меѓутоа може сепак и со 3 од 5 трки во првенството да стигне и до трета позиција во генерален пласман. Втор на денешната трка е Тони Джеповски, исто така член на АСК Скопје, значи покрај Арсов, Милосавлевски и Рошев, кои освоија први место, Тони Джеповски го освојува второто место. За овој клуб Тони Джеповски исто така има изворено возење понуди на денешната трка во Пробиштип, меѓутоа пред целта имаше проблеми со моторот, со агрегатот. Имено на 100 метри од последната кривина, еден од 4 клипа ја откажа својата послушност и Тони Джеповски мораше да се задоволи и со ова второ место со заостанување од 2 секунди зад победникот Виктор Арсов. Инаку Тони Джеповски има 38 боди, моментално е трет во генералниот пласман. На патеката веќе го гледаме Јован Панов, човекот кој го приреди најголемото изненадување минатата трка во Кочани, кога едноставно се вивна меѓу водечките, на тренингот победувајќи го актуелниот шампион Ранко Станојковски за цели 10 секунди речиси. Но оваа трка уште еднаш покажува дека неговиот автомобил е добро подготвен. Трето место, нови 12 бода, со претходните 15 од Кочани и 4 од Галичица за освоено 7 место, вкупно 31 бод и 7 место во генерален пласман. Тешко веројатно дека и тој би можел да ги помрси сметките на водечките на последната трка, меѓутоа сепак во автомобилизмот ништо не се знае додека не се извози и последниот надпревар и последниот круг. А на патеката веќе го гледаме возачот на автомоторичето Мак Петрол, Слободан Тасевски. Стандарден во своите возења, постојан од трка во трка. Во Крушево 5-ти, на Галичица 6-ти, Кочани повторно 5-то место, а ево овдека во Пробиштип на оваа побрза патека 4-то место. На тренингот работите стоја многу поинаку. Најдобрата стартна позиција имаше Миле Делев, меѓутоа тој денеска на трката заостана. Така, останатите водачи кои беа зад него просперираа, отидоа напред и го оставија зад себе. Слободан Тасевски со вкупно 32 бода, 6-ти во генерален пласман. Ова е Ранко Станојковски, актуелниот шампион во оваа класа 1, меѓутоа тој денеска имаше пех со својот менувач. Не успеа да заврши трката, но поради претходните 3 триумфи и максимални 60 бода, се извинувам, на трката во Крушево беше втор, значи има 55 бодови. Ранко Станојковски го задржува првото место, додека неговиот најголем конкурент Владан Николовски, членот на автомотордруштвото Битер, кога го гледаме како стартува, има проблеми со својот мотор и не успеа да стигне погоре од 6-та позиција, која му носи нови 6 бода, меѓутоа разликата меѓу него Станојковски изнесуваше полни 15, сега е намалена на само 9, што значи и за Владан Николовски сепак мали шанси за подобар пласман, односно за сојузен титулата со евентуална победа на водно, додека неговиот конкурент би требало да заостанува најмалку 4 места подолу, за да се постигне таа разлика од 10 бодови. Го проследивме и стартот на четвртиот во генералниот пласман, Миле Делев, кој има вкупно 36 бодови. Стево Костовски уште стартуваше во оваа класа, член на Новус Хелак, го освои денеска 5-то место, а на 8-то и на 9-то место се пласира Светле Ѓуровски и Алјоша Стефани, кога го гледаме токму во овој момент. Почитувани гледачи, тука некаде и ја завршуваме репортажата од оваа четврта годинешна трка од првенството на Македонија во
на ридско-брзински патеки. Значи, за 15 дена следува втората кружна трка, повторно во Пробиштип, во кругот на фабриката за акумулатори из Летово, а за 30 дена на водно завршната церемонија, завршната трка од ридско-брзинското првенство, каде што верувам и многумина од вас ќе ја посетат оваа трка за да го подобрат, за да го увеличаат амбиентот на ова надпреварување, како што и да лекува на една последна трка во годинешнава сезона. Ви благодарам за вниманието и ви присакувам пријатни моменти и понатаму со втората програма на Македонската телевизија.